Приказни за Зоки и Поки. Гостен од село. Кај Зоки дојде гостен. Едно селанче од некое далечно село. Дете на пријателото татко му. Се викаше Толе. И тој Толе постојано молчеше. Седи на столот, ги скрстил рацете и гледа во шарениот килим. А на Зоки му е здодевно тоа молчење. Сака да го зазборува. Но бидејќи не знае како, тој се напрчува и вели: Вие в село немате високи куќи, нели? Немаме, мрмори Толе, како тој да е виновен поради тоа. Немате ни кино? Немаме. Ни театар, ни циркус, ни големи улици и тротоари, немате ни лифтови, ни големи продавници, ни автобуси, ни... Немаме. Одвај пелтечи Толе. Немате ни електрични печки, ни тераси, ни вакви огромни оџеци. Немаме. Па, што имате тогаш? И Зоки Поки занесен мисли дека е победник. Толе ја крева главата и почнува да мисли. Па, имаме двор. А вие имате ли двор? Зоки се чешка по главата. Двор немаме. И петелот го чуваме на таван. Толе се охрабрува. А имате ли поле? Немаме, вели Зоки. Те гледаш? А каде ви растат јаболкниците, крушите, лозијата? На терасата? Зоки се налутува. Добро де, добро. Па што друго? Немате ни крави, вели Толе. Ни биволи, ни воденица, нели? Ни поток, кажи. Немаме, признава Зоки, но повеќе со ништо не можеш да се пофалиш. Но Толе дури сега се топори. Како да не? А имате ли вие, кажи, планина? Планина? Се чуди Зоки. Кој може да има планина? Па ние, до нашата куќа се наоѓа планина. Види, се вчудовидува Зоки и замолчува. Тогаш влегува бабата со раце запретени во тесто. Вели таа, струјата изгасна, питата нема каде да ја печам. Ние в село имаме вршник, вели Толе, и фурна, а вие електрични печки. Мисли Зоки, мисли и одеднаш се му станува јасно. Па што, си вели тој, тие имаат она што немаме ние, а ние пак она што немаат тие. Па тоа е прекрасно. Од оваа мисла лутината брзо му поминува и неговото лице со наклоност се насмевнува кон гостинчето од село.